Тоа што власта се обидува преку својот пиар да го сервира е да нема право никој да ги проверува тие факти. И они тргаат со тоа дека кога ние ќе ви кажеме дека е ова голем настан, Треба да биде така. има да биде така и никако другчие. И сега им се случи Инфомакс да влезе у приказната. Ако е тоа толку историски настан, ќе имаше таму барем 3-4 од државните телевизии, на по една камера да се види што како. Ништо тоа. Значи мораше да се направи еден таков скандал, да од тоа се направи дека ова е голем успех и точка. На крај види највисокото ниво со кое се сретна Мицковски, председателот на Републиканската партија. Луѓето не разбираат дека во Америка има друг модел партиски. Значи, во Европа председателите на партиите се во суштина идни премиери или премиери во опозиција. Да не го каже, а кој ја уште не го знам името, таму се небитни личности во смисла на политиката. Председателите на партијата се технички лица кои што не е дека тие немаат моќ, меѓутоа имаат внатрешно политичка моќ, бидејќи па Америка е огромен континент. Релативно небитна личност, особено за меѓународни некакви контакти. На крај треба да знаеме и колку тоа не чини. А во сезона на инаугурација, веројатно апартманот на Мицко кошел... нема по 3. Значи, меѓу 3 и 5.000. А овие министри се сликаат по штандови, бидејќи немаат пристапни до салата кај што беше ова спортска сала, кај што беше Мицковски. Во суштина еден дебакл, откако свати дека е дебатл, каже, слушајте, со други зборови, претеравме во цела манипулација, ова сепак беше на едно друго ниво и така, но од моите средби допрва ќе види корист Македонија. Никаква корист нема да има. Тоа, освен што ќе има внатрешна политичка корист.